Жители на селото Бели излегува на нов предупредувачки протест поради загадувањето на воздухот и смрдејата од запалената комунална депонија, од каде чадот се шири кон нивните домови. Истакнаа дека се незадоволни од досегашните активности што ги преземаат локалната самоуправа и раководството на комуналното предпријатие Водовод за спречување на загадувањето на животната средина. Нагласија дека доколку не се преземат итни мерки, планираат да го блокираат влезот во депонијата и да го спречат понатамошното депонирање на отпадот. Работи се за здравјето на луѓето, така да ние сме секојдневно загушени од депонијата. Значи, ние не можеме да отвориме ниту прозори дома, затоа што имаме и да не збореме за болните луѓе поготово. Така да ние бараме само од Водовод за третирање на депонијата, правилно третирање на депонијата и загушување, значи потрупување на депонијата. Да не збореме за животната средина, исто така за во село Бели, затоа што сме постојано под чад и загадување. Доводот и до институциите да најдат решение, соодветно решение да најдат за депонијата. Они имат обеќање дека ќе се санира тоа, али од тоа, како што кажува сликата позади нас, видиме што е направено до сега. И имаме барање, значи, да може да го решат проблемот, да си набават соодветна механизација за решавање на проблемот. Исто така бараме од другите општини што донасат депонијата да престанат со тоа, затоа што они не можат да се справат и со нивната депонија, или крајно барање да се дислоцира депонијата, за да не доваѓа до овај проблем. На протестот жителите на Бели истакнаа и транспаренти на кои побараа одговорност од надлежните полициски и други органи. Од комуналното предпријатие Водовод неодамна добиле информација дека била ангажирана механизација за затрупување на депонијата. Во огаснењето на запалениот отпад интервенирала и територијалната противпожарна единица. Третманот со раствор од морски алги што почна да се спроведува пред неколку години и се покажа како успешен, сега не ги дал очекуваните резултати затоа што имало намерно подпалување на отпадот. На протестот жителите на Бели побараа дислокација на депонијата и реализирање на проектот за регионална депонија кај Свети Николе. Министерството за животна средина ќе распредели вкупно 7000 контейнери за рециклирање на отпадот во сите општини во државата. Парите за нив се обезбедени од фондот за наплата на пластични кеси за еднократна употреба, со кои се собрани околу 120 милиони денари. Набавката и распределбата на опремата ја најави министерката Каја Шукова на брифинг средба со медиумите. Па еве ќе им доделиме на општините она што ви споменав претходно од програмата за отпад, ќе им доделиме контейнери за предселекција и паралелно на тоа се подготвуваме, ќе одиме и со една посериозна кампања, исто така од парите собрани од надоместокот за пластични кеси. Значи одиме, да речеме, со едно системско решение, да не биде граѓаните не се запознаени, најчесто за тоа бевме критикувани. Го утврдивме дека имаме мал недостаток во тој сегмент, значи граѓаните треба да бидат информирани навремено што ќе се случува во нивните општини, што ќе се случува во нивните региони. Најдосна во рок од месец дена дека ние ќе можеме да одиме со објавување на набавката, да ги набавиме овие контейнери и потоа соодветно со методологија ќе ги распределиме по општините. Во врска со регионалната депонија кај Свети Николе, министерката Шукова истакна дека ќе нема промена на локацијата, односно останува определбата таа да се гради токму таму. Тие депонии кои што ќе се почне со затварањето во нивната општина, да речеме, времено ќе депонираат на други, се додека не почне да се гради централната депонија, која што за исток и североисток останува и ќе биде во Свети Николе и нема да се менува локацијата. Во последните 3 години буџетот на Министерството за животна средина бил зголемен за 3 пати, а дополнително со добиените кредити и грантови, Министерството располага со доволно средства за да ги реализира почнатите проекти. Меѓу нив е изградбата на депонии во 3 региони во државата.
Во рамки на напорите за заштеда на електрична енергија и намалување на трошоците во работењето, Општина Виница ќе реализира проект за поставување фотоволтаичен систем на објектот на Домот на културата Тошо Арсов. За оваа намена обезбедени се околу 2 милиони денари, за што локалната самоуправа поднесе апликација до Министерството за локална самоуправа и Бирото за рамномерен регионален развој. Средствата се обезбедуваат во рамки на проектот за инсталација на фотоволтаични системи на јавни објекти во источниот плански регион, во рамки на програмата за регионален развој за 2023 година. Со оглед што за добивање на финансиската поддршка за реализација на активностите е неопходно да учествува и локалната самоуправа, таа ќе се вклучи со кофинансирање од 10% од вредноста на проектот. При тоа согласност даде и Општинскиот совет на последната 18-та седница. Градоначалникот Петков пред советниците даде кратко образложение за потребата од кофинансирање. Значи, ние изработиме проект за поставување на фотоволтаици на општинската зграда на сината сала. На сината сала, капацитет околу 40 киловата. Вредноста е околу 2 милиона и 100 и учество на општина Виница 10%. Значи, исто како за период, треба да донесем одлука за кофинансирање, за да продолжи постапката понатаму да се аплицира до Бирото за регионален развој. По добивањето на согласноста и обезбедувањето на средствата, Општина Виница ќе може да ја почне постапката за распишување јавен повик за избор на изведувач на работите, со кој ќе биде поставен фотоволтаичен систем на покривот на Домот на културата. Општина Чешиново Облешево ги почна подготвителните градежни активности за изградба на пречистителна станица за фекална канализација во селото Чифлик, втора фаза. Станува збор за проект што е финансиран од Бирото за регионален развој, а дел од парите како кофинансирање ги обезбедува и општината. Изведувач на работите е компанијата Турбоинженеринг од Скопје, со која на почетокот на оваа година локалната самоуправа потпиша договор за реализација на проектот. Вкупната вредност на целиот инфраструктурен зафат е околу 20 милиони денари, а за овие почетни активности од Бирото за регионален развој се одобрени 2 милиони денари. Општината ќе учествува со своји средства како кофинансирање во износ од над 1,5 милион денари. Обврска на локалната власт на Чешиново Облешево е во наредниот период да обезбеди дополнителни средства за набавка на потребната опрема и комплетна изведба на пречистителната станица. Рокот за реализација на почетните градежни активности е 9 месеци. Пред почетокот на реализацијата на овој проект, пред околу 7 години се работеше и на главниот колектор од предпречистителната станица до селото. Во тој период жителите на Чифлик беа меѓу најзагрозените од поплавите во февруари 2015-та, а бидејќи немаа канализацијски систем, дојде до мешање на фекалната вода со водата за пиење, поради што таа беше забранета за користење. Со реализација на проектот за канализацијско поврзување се очекуваше овој проблем да биде конечно решен. Инаку примарната канализацијска мрежа во Чифлик е со должина од над 4600 метри, со профил на цевките меѓу 200 и 300 милиметри. Со техничкиот проект беше предвидено да се изградат 170 собирни шахти, како и спојни елементи за куќните приклучоци. Вкупната вредност на целата инвестиција тогаш изнесуваше над 16 милиони денари. И основното училиште Малина Попиванова ја почна постапката за набавка на електрична енергија за наредниот едногодишен период преку снабдувачи од слободниот пазар на струја. Веќе објави јавен повик за набавка, со кој за потребите на училишниот објект е предвидено да се потрошат 350.000 денари. Оваа сума е за околу 50.000 денари повисока во споредба со претходната година, а парите се обезбедени со финансискиот план на училиштето за тековната година. Според техничката спецификација во тендерската постапка, планираната потрошувачка на струја за 12 месеци се очекува да биде нешто повеќе од 20 мегават часови. Во споредба со претходниот едногодишен период, оваа количина е пониска за над 40%. При тоа, од добавувачот се бара да ја преземе балансната одговорност за потрошувачката и таа да биде вметната во договорот. Според анализата за просечна потрошувачка по месеци во основното училиште Малина Попиванова, во постапката е наведено дека најголема потреба од струја
ќе има во текот на јануари, февруари, март и декември, кога се одвива и наставниот процес. Понудите од заинтересираните добавувачи треба да бидат доставени најдоцна до 22 март преку веб страницата на електронскиот систем за јавни набавки.